И се враќаме назад во студиото во најавата во 6 часот и 45 минути меѓу сите оние работи кои што го одбележуваат денешниот ден, како на пример дека е World Hello Day, каде што не потсетува на важноста на едно здраво кое што можеме да го кажеме во текот на денот, но меѓу другото и денеска го одбележуваме светскиот ден на телевизијата. Па по тој повод секако и ќе отвориме темата дали новите платформи ја потиснуваат телевизијата од медиумскиот простор, кои се прогнозите, што ќе се случува во иднина и така натаму и така натаму. Денешен наш соговорник и најсоодветен секако за овие теми е Бојан Кордалов, експерт за стратешки комуникации, дигитални медиуми и јавна комуникација. Ајде да кажам здраво во однос на World Hello Day и добре ни дојде во Македонија наутро. Здраво, Ване, благодарам и честит меѓународен ден на телевизија. Важна е комуникацијата. Важно е тоа како комуницираме со луѓето, ќе се согласиш. Некако се совпаѓаат овие два светски дена денес, но ние ќе посветиме повеќе на вниманието на телевизијата. Кордалов, дали во денешната дигитална ера може да се каже дека новите медиуми ја истиснуваат телевизијата од медиумскиот простор? Каде се движиме? Моето мислење е јасно дека телевизијата денеска има многу повеќе можности да биде многу повлијателно од порано. Она што се менува се форматите. Ако очекуваме дека изгледот, емитувањето и гледањето на телевизијата ќе биде како пред 15, а камоли 30-40 години, тоа нема да се случи. Од едноставна причина што луѓето се менуваат, навиките се менуваат, технологијата напредува. И како што денеска може да се прават брзи линковски вклучувања или да се прават вклучувања кога е некоја пандемија или слично од дома и така натаму, како што може наместо да се трансферира еден файл со часови да се прави во секунди или минути, така и форматите се менуваат. Така што со менувањето и прилагодувањето и самата телевизија може и е на многу места многу посилен медиум отколку што се дигиталните медиуми. Да, тука да не го заборавиме мобилното новинарство кое што отвара големи можности. Како се променија навиките на публиката во последната деценија? Колку тоа влијае врз гледаноста на традиционалните телевизии? Оно што мене ми пречи генерално, не во навиките на луѓето, туку во навиките на агенциите за мерење на рейтинзите и така натаму, што не се зема предвид оваа промена. Во последните 10 години, особено, па и 15, се повеќе секој од нас бира кога ги гледа и каде телевизиските содржини, каде ги восприема информациите. И секогаш кога ги гледаме оние истражувања на јавно мислење, рейтинзи кои ќе кажат кај се информира, кои ќе кажат огромен процент се информира од Facebook. Facebook не објавува информации или се информира од TikTok или така натаму. Прашањето е кои се креаторите? Ако говориме за Facebook, огромен дел од содржините се традиционалните медиуми или од порталите во денешно време со сериозни редакции. Така што ние не можеме да мериме рейтинг на социјална мрежа која што нема своја содржина. Под број 2, кога се вели од каде ги добивате информациите или кога се каже од социјални медиуми, колку емисии, колку радиопрограми, колку телевизиски дебати, вести се гледани на YouTube или на платформата на например на македонска телевизија и така натаму. Значи тоа мора да се измери, мора да се земе предвид. Заедно со рейтинзите на реалната гледаност во моментот на телевизиските екрани. Така што ако се прилагоди и се промени системот на следење, ќе сватиме како се променат навиките и на секој од нас, односно на секој консумент на телевизијата. И тоа е битно да рефлектира. Бидејќи јас тврдам дека кога ги додадеме рейтинзите и на интернетот, и на стриминг сервисите онлайн, дека телевизијата уште толку на оваа популарност што во Македонија има, ќе добие неколкократно повеќе, бидејќи реални се бројките за телевизијата. Да, добро, како што се отворија платформите, така се отворивме и кон регионалниот пазар. Гледаме што се случува и на регионалните телевизии, и државните, и приватните, и факт е дека многу во регионот ги следат тие трендови за разлика од кај нас во Македонија. Но ако споредиме, за среќа имаме голем број на подкасти во последно време кои што се појавија и баш анализирав вчера или пред некој ден, во иста вечер имаше неколку подкасти, зборувам на македонски јутјубери, и сите имаа солидна гледаност, што укажува дека ако телевизиите во прайм тајм во тој термин стават некои квалитетни програми, исто така ќе привлечат млади луѓе тоа да го гледаат. Што треба да направи телевизијата во Македонија за да стане повторно привлечна, бидејќи регионалните работат на тоа години и години на нас? Така, значи прво не треба да се надпреварува со подкастери и со јутјубери. Паралелата ми беше дека луѓето сакаат да гледаат. Кога веќе седат пред екран, значи ако телевизијата им понуди нешто квалитетно освен серија во тоа време ќе го гледаат. Поентата е сосема на место и супер, но сакам да кажам да не се добие рефлекс дека сега треба да се води надпревар со јутјубери.
Секој формат има свој медиум и телевизиите кои што веќе имаат свој подкасти во Македонија, но и оние што размислуваат, треба да разберат дека тоа е нов формат. Не е формат кој што ќе го снимите во подкастерско студио и ќе го ставите само во прайм тајм или слично. Поентата е дека знаете како, ако сакаме да привлечеме млади луѓе, мора да донесеме млади луѓе исто да креираат програма. Ако сакаме да привлечеме одредена целна група, мора таа целна група да биде вклучена во креирањето на програмата директно. Тоа не значи во професионализацијата на информациите и пакувањето, но тоа значи дека форматот кој што денешните млади луѓе го препознаваат е многу различен. И ако се сака да се отвори кон тие генерации, ако се сака тие рейтинзи кога се мерат, кои што навистина тука пак се различни. Младите луѓе по сите истражувања покажуваат дека традиционалната форма на телевизија не ја препознаваат како своја и не ја гледаат. Тогаш мора да се отворат нештата и мора да се променат. Секако, повторно ќе кажам, доколку стратегија на медиумот телевизиски е да се доближи до оваа млада публика. Така. Дали телевизијата денеска е доволно брза во споредба со дигиталните медиуми кои нудат содржина во реално време? Апсолутно. Заради тоа што телевизијата е еден од ретките медиуми кој што може да биде и онлайн, да емитува програма или да емитува информации или вести онлайн, во исто време и преку екраните, во исто време и на порталски пристап и така на. Значи, можностите што една телевизија ги има, во еден момент да пласира брза информација, стојат на веб страната, стојат на социјалните медиуми, стојат на другите фреквенции, стојат во директното емитување и прекин во програма и слично. Значи, за разлика од порано, денеска телевизијата има многу повеќе форми да ја пласира брзо вест. Но факт е дека телевизиите слабо работат на привлекување на млада публика. Ако го гледаме тоа дека сега се случува, каде е тогаш иднината? Или никогаш не е доцна за стратегии, бидејќи голем број на медиумите, посебно нели од западните побогати земји, навистина направија некоја добра поврзаност со TikTok, со Instagram, прво ги пуштија младите таму да популаризираат некои проекти, па потоа сето тоа го екранизираа на традиционалните телевизии. Каскаме ли ние со тоа или никогаш не е касно за таква стратегија, ако гледаме дека ни старее публиката пред екраните? Никогаш не е касно за промени, бидејќи промените се случуваат денеска на дневна основа во секоја сфера. А исто како што информациите се менуваат од минута во минута, промените ден на ден се случуваат. Еве ќе дадам конкретен личен пример, кратко. Пред неколку години бев повикан на една компанија да направам маркетинг стратегија за привлекување на студенти и средношколци за упис на програми. Кратко, се заблагодарив и кажав дека не можам да го направам тоа, не им се веруваше дека одбивам работа што наистина не знам. Викам, ти го знаеш ова, викам, јас го знам, но дали ти личам на студент и на средношколец? Односно на млад човек од таа возраст. Вика не, па како јас ке знам да ги привлечам, вистинската стратегија ги имам методите, ги имам техниките, имам искуството, меѓутоа ја немам навиката и начинот на кој што тие млади луѓе функционираат. Истото мора да се примени тука. Не значи дека треба да се отстранат возрастните кадри, не се тргнав, останав во тимот, но не бев единствениот човек во тимот. Во тимот ги вклучив и младите луѓе кои што направија стратегија и се заврши со успех сето тоа. Така и во телевизиите, така и во сите компании. Значи едноставно ако сакаме да направиме програма за лица од 19 до 25 години, на пример, мора во тимот да бидат накрирачи тие млади луѓе. Ако сакаме од 15 до 20, мора да бидат тие. Едноставно за да ја рефлектираат многу повеќе новината на овие генерации. Колку често по дома, со блиски, дали деца, внуци и така натаму разговараме и ние не можеме да разбереме кој е трендот. Дознаваме за трендови и случување, начин на монтирање на рил или што и да е од нив. Значи начин на кој што нешто се селфи кој што моја генерација го прави. Селфи кој што го прави генерација 30 години и селфи што го прави генерација 18-20, нема една врска, една допирна точка едно со друго. Така што, ако сакаме да нивно толку да се направат содржините привлечни во стратегиите и во реализацијата, мора да бидат вклучени целните групи. Само за тоа не е доцна. Така, колку довербата игра улога? Дали публиката повеќе верува на телевизијата или на новите медиуми? Кој е впечатокот денес? Еве, ова е трето прашање каде што 2 према 1 ќе ставам за телевизијата. Особено во време на дезинформација, особено во време на вештачка интелигенција, кога вие не можете да предвидите што е реално, што не е реално, се помалце. Значи ќе погледнете некој видео, вие многу често не може никој од нас да знае дали е направено со веќе не се разликуваат некои видеа. Апсолутно. И сега во такво време на кого ќе се завртиме сите? На кредибилните извори, тоа се традиционалните медиуми, особено телевизијата. И тука медиумите, видеографите, фотографите, целиот тим мора да ја препозна и разбере својата улога дека уште толку дава натежина и можност за телевизиите. Заради тоа што потписот
на фотографот, видеографот, новинарот, уредникот, да не редам, на сите луѓе ќе важи многу повеќе, бидејќи тоа ќе ми биде мене или на секој човек во публиката знак дали нешто е реално или не, дали нешто е точно или не, дали верувам, бидејќи таа личност, новинарка, новинар или дел од тимот, досега се покажале дека знаат како да обработат фактографски веста, да ги проверат информациите и така натаму. Многу е важна улогата денеска на телевизиите. Затоа велам 2:1. Само кај младите, бидејќи нема реално структурирање, телевизијата во рейтинзите ги губи. Ја губи таа публика. Но во влијанието, во гледаноста, огромни бројки денеска доминираат и тие бројки мора да се истакнат и да се покажат за да се променат уште повеќе работи на подобро. А дали персонализираните алгоритми и вештачката интелигенција ја менуваат медиумската сцена и колку вештачката интелигенција е опасност денеска? Колку за се. Од ученик до новинар, значи имате употреба и злоупотреба на вештачката интелигенција. Ако вие користите вештачката интелигенција за да ви напише белешка за авторот, нели кој е автор на некое дело, звук и така натаму и која е таа биографија, тоа е сосем окей, но ако користите да ја чита место вас книгата и да ви одговори 3 пасоса, вие немате појма за што се работи во таа книга, тоа ќе имате проблем. Исто и во медиумите. Ако вие користите за побрзо вадење на корисни линкови информации, подсетување на фактографски состојби за некоја истражувачка сторија или за некоја сторија воопшто, тоа е позитивна употреба. Со што би губеле во денешно време вие 4 сати да истражите што се случило од Втората светска војна до денеска во Украина. Едноставно ќе го направи тоа вештачката интелигенција. Но креирањето на историјата, наративот, кого ќе вклучите, како тоа ќе го направите е вашата улога и вашиот печат практично. Така што тогаш говориме за правилно и етичко користење. Така што вештачката интелигенција и тоа како игра улога. Исто така и алгоритмите. Алгоритмите можат да отидат на погрешната страна, доколку не се проверуваат и доколку едноставно слепо се верува на вештачката интелигенција. Тоа е нешто кое што не треба да го правиме, едноставно треба да го менуваме. А дали телевизијата би можела да опстане доколку не се прилагоди на овој модел на, ајде ќе го наречам, новинарство на новото време? Па тоа е дилема како кај компаниите. Компаниите гиганти, да речеме во поранешниот систем, поранешна Југославија, ние мислиме дека се многу популарни. Не знам, сега да ги редам да не правиме реклама, секојаш знаеме од едно време кои се чоколада, кои се марамици и така натаму и така натаму. Меѓутоа, денешните млади луѓе кои ќе ги прашате ве гледаат чудно, или можеби заради нас слушнале што е тој бренд, меѓутоа немаат никаква емотивна врзаност. Истото е и со телевизијата. Ако го изгуби линкот со младите генерации, со младите потрошувачи, значи таа врска на лојалност нема да ја има. Едноставно нема да чувствуваат никаква ниту носталгичност, ниту позитивно искуство од својата младост, особено, или од своето детство. Тоа се моментите кога најцврсто се создава врска со одреден бренд или со одреден тип на медиум во случајот како што зборувам. А дали во иднина може да очекуваме некој хибриден модел каде телевизијата и дигиталните медиуми коегзистираат? Тоа е одамна почнато, уште од самите почетоци имаше интеграција на телевизиски содржини или инаугурации на претседатели или дебати со лайвстрим на коментари на социјалните медиуми, тоа е еден тип, или пак вклучување давање на информација преку дигиталните алатки или социјални мрежи и така натаму од публиката, па се до други форми на хибридно, така наречено social TV, мрежување. Апсолутно да, меѓутоа мора да разбереме дека телевизијата мора да води. Прво заради тоа што има професионален кадар, второ заради тоа што има повеќе наменски канали преку кои што може да препораката и трето заради тоа што навистина има формати во кои што сето тоа може да го спакува на неограничен број на начини. Ако оставиме да водат стихино луѓето и форматите, сите ќе изгубиме битка, не само телевизијата. Телевизијата ни треба на сите заради тоа што ни ги носи кредибилните, точните и убаво спакуваните на различни начини информации. Ајде малку да ја споменеме и рекламната индустрија, маркетинг индустријата, колку таа може да биде иницијална каписла да ги придвижи работите побрзо со оглед на распределбата на маркетинг колач. Тако некогаш годишниот маркетинг колач на големите фирми нели се распоредуваше на традиционалните медиуми, сега огромен процент од тоа го земаат дигиталните платформи. Па како тука рекламната индустрија, менувајќи ги своите инвестиции, може да придонесе кон подобрување на работите за кои што досега зборувавме? Дефинитивно телевизијата има многу повеќе предности од аспект на доверба и од аспект на многу работи кои што ги наброевме до сега. Но не можеме да го игнорираме фактот дека тие што нема да се прилагодат, ако ја гледаме големата слика за
20 на години од сега не знаеме каде ќе го најдат тука своето место. Колку рекламите може да помогнат? Апсолутно многу, така е, апсолутно многу и во овој момент распределата на колачот со најголемо право оди кај традиционалните медиуми, нормално особено кај телевизијата. Меѓутоа, Ване, проблемот е во тоа што нема правилна процена маркетиншка, агенциска на тоа што е реална гледаност, читаност и информираност денес. Ова емисија ќе гледаат XY луѓе, илјадници, стотици илјади луѓе на телевизија. Меѓутоа на YouTube ќе гледаат уште не знам колку. На стримот на телевизијата ќе гледаат уште не знам колку. Дебатни емисии кои што се со контроверзни или не знам какви политички теми се гледани од десетици илјади луѓе. Меѓутоа на YouTube каналите гледаме дека се гледани уште од дупло повеќе луѓе од тоа што имаат таква гледаност. И сето тоа мора да се најде механизам како да се процени. Информацијата и кредибилноста која што ќе дојде од новинарот, новинарката од македонската телевизија и ќе биде ставена на порталот на веб порталот на македонската телевизија како прва и ќе биде превземена од 1000 други портали или од 1000 други медиуми. И тоа како кажува за нештото кое што дава ветер во грб и е релевантно за рейтингот на телевизијата. И тоа мора да се промени денеска. Заради тоа што тоа е првиот сигнал до агенциите кои што треба да продолжат да знаат како да го распределуваат колачот. И втората работа која што е многу важна, агенциите мора да се професионализираат. Не може да проценуваат јас гледам ова и заради тоа ќе правиме тоа, или јас не гледам телевизија и сега ќе одиме таму. Едноставно мора да има мерлива основа како за се, за да можеме да развиваме индустрија. Повторно да кажам, развивањето на индустриите, особено телевизијата, е во интерес на секој од нас како граѓанин, како човек. Бидејќи ни треба квалитетен производ, ни треба програма, бидејќи ако се изгубиме во информациите и дезинформациите, се изгубиме во алгоритмите и секој да пласира што сака, ние не знаеме утре во што да веруваме, не знаеме дали излеземе на улица, дали врне или не, дали има гужва или не. До тој степен ќе се доведеме ако не направиме на вистина вложување во професионалните медиуми. Така. И за крај, ајде така да завршиме, што би им порачале на телевизиските куќи и кај нас и во регионот, кои се клучните чекори да останат релевантни во следниве 5 до 10 години? Еве, јас прашањево би го формулирал на телевизиските куќи кај нас, бидејќи јас само сакам да бидам искрен, следиме, значи во регионот навистина имаат премногу шоу програми, музички, едукативни, квизови на кои што се гордееме, за жал ги немаме кај нас последниве години. Па кој ќе биде советот до телевизиските куќи кај нас за да следниве 10 години успеат да земат нова публика? Може би до собствеништвата покрај на маркетинг секторот кој што ги носи приходите, во многу голема мера се потпрат на луѓето што ја креираат програмата и кои што се на терен или во студијата, заради тоа што, како што беше споменато и од ваша страна, вие најмногу сите во студијата ги следите иновациите и техниките и вашето око најдобро може да види што е добар тренд во снимање, емитување, монтирање, фотографирање, креирање на програмата, правење на начин на кој што се прават вестите или емисиите, интервјуата и така натаму. Така што, ако како и за се во Македонија се даде многу повеќе глас и право на луѓето кои што на дневна основа се борат со предизвиците и ги работат работите, прво ќе се чувствуваат многу повклучени, а втората работа ќе се чувствуваат многу помотивирани да променат, бидејќи, повторно велам, на крајот на нова емисија или нова програма стојат вашите имиња. И едноставно колку повеќе вложите и тие се по ваша мера, толку повеќе ќе се гордеете и ќе сакате да има повеќе промени. Факт е дека сите треба да работиме заедно на тоа, факт е дека сите се прашуваме кога имаме некои иновации, тоа е секаде во секој сектор. Што понатака? Се надевам дека доказите досега велат дека секој што успеал да го фати ритмот со новото време едноставно преживеал. Се надевам дека така ќе биде и со традиционалните медиуми, бидејќи да бидеме фер за радиото, па многу одамна се велеше дека ќе згасне, но еве некако се враќа парадиската магија последниве години. Луѓето, како да се презасити од слушање музика на YouTube, си го сакаат тоа на радио, пред се во автомобил, така да ништо не е страшно ако следиме иновации. Ама Ване, така подкастот е најголемата потврда дека радиото се враќа на голема врата. Да. И уште една сам работа кратко, ако ми дозволите. Секако. Човекот еволуцијски се исправил кога немало храна на земјата. И тогаш почнал да мора да се исправа и да бере од дрвјата. Така што едноставно еволуцијата и промената е нешто што може да не одржи, да бидеме напред и да преживееме.